Добро вечер. Во овој код 3 теми. Која сече шумата во Јасен? Кој е собственик на Иловица и дали таму е сменета собственичката структура? Но и какви се последиците од нелегалниот увоз на ботокс и филери? Останете со нас. Гледач на код до нас испрати повеќе фотографии и видеа на кои според него се гледаат диво исечени дрва подготвени за транспорт. Според известувањето, станува збор за дрва и шума на територија на јавното претпријатие Јасен, која е под директна владина контрола и е стратешки објект во Македонија. Од надлежното Министерство за земјоделие потврдија дека посочените локации, на кои наводно има дива сеча, не се во годишниот план за сечење на дрвја, но вела дека, иако станува збор за заштитено подрачје, секоја година има пријава за бесправно уништување на шумите во Јасен. Јавно претпријатие во чиј состав се наоѓаат и позициите и засолништата за државниот врв во случај на војна или агресија врз Македонија. Повеќе од Миомир Серафиновиќ. Сериозни обвинувања за сеча на шума без дозвола во близина на вештачкото езеро Козјак пристигнаа до код преку анонимно писмо и видеоснимки и фотографии на USB. Дојавувачот тврдеше дека станува збор за шума која е во рамки на територијата на јавното претпријатие Јасен. Клучниот доказ беше ова видео, на кое се гледаа и исечени дрвја наредени во купи, како за истовар. Код ги провери геолокацијски снимките и според сите знаци, близината на патот и панорамските погледи кон селото Нова Брезница, локацијата се наоѓа во реонот во близина на ресторанот и видиковецот кон езерото Козјак. И на други видеа се гледат исечени или паднати дрвја. Односно, во шумите имаше повеќе дупки каде нема дрвја и таквите опустошени кругови не може да се видат од земја, туку само од небо, со дрон. Дополнително, сите овие локации беа во близина на патот од Брезница кон видиковецот и ресторанот Аурора, што наведува на заклучок дека дрвјата се подготвени за брзо утоварување. Симптоматично е што овие пусти кругови се наоѓаат во шумските единици од број 111 до број 118 и сите се во рамките на јавното претпријатие Јасен, кое е во државна собственост и под директна контрола и надлежност на владата, затоа што станува збор за стратешки објект, во чиј состав се наоѓаат и засолништа и бункери за државниот и воениот врв, односно резервни позиции, во случај на воена или кризна состојба. Во одговорите кои до код ги испратија и самото јавно претпријатие Јасен и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се потврдува дека за наведените локации, односно за конкретните шумски единици, нема план ниту дозвола за сечење дрва. Од Јасен наведуваат и дека сите активности поврзани со сечење на дрва на територија на Јасен се изведуваат законски врз основа на планови и извршени тендери, на кои се бираат фирми за сечење дрва. Имајќи ги предвид ограничените човечки, материјални и технички капацитети со кои располага претпријатието, сечата и дотурот на дрвна маса се вршат исклучиво преку економски оператори избрани по пат на јавна набавка. За секоја реализирана сеча се изготвува целокупната документација предвидена со законските прописи. Истовремено, претпријатието редовно изготвува месечни извештаи за реализираните активности кои се доставуваат до Државниот инспекторат за шумарство и ловство како надлежен орган. Контрола на теренот континуирано вршат овластени вработени во јавното претпријатие Јасен во рамките на своите законски овластувања, а за секој евентуално непочитување на законот се известува надлежниот орган. Резултатите од активностите кои се гледаат на видеата доставени до код наведуваат на заклучок дека сомнежите за дива сеча и дрвократство не се пријавени, ниту пак се откриени досега. А дека Јасен бил интересен за дрвократците и минатите години, потврдија и надлежните.
Според сознанијата кои ги има Министерството од страна на јавното предпријатие Јасен Скопје во 2023, 2024 и 2025 година биле поднесени пријави до Државниот инспекторат за шумарство и ловство за бесправна сеча од непознат сторител, а дрвните видови се тие кои што се содржани во посебниот план за стопанисување со шуми Ивање 2018-2027 година. Во изминатиот 5 годишен период на територијата на јавното предпријатие Јасен се евидентирани случаи на бесправна, дива сеча на различни видови дрвја од страна на непознати сторители. По констатирање на ваквите случаи, јавното предпријатие Јасен постапува согласно своите законски надлежности, изготвува службена документација и за секој поединечен случај го известува Државниот инспекторат за шумарство и ловство како надлежен орган за понатамошно постапување согласно закон, а кога е потребно и Министерството за внатрешни работи. Во рамки на Јасен има огромни шумски пространства, кои се интересни за дрвокраците, кои често се користат и со тактиката пожар. Подметнуваат пожар каде дрвјата веќе се исечени и украдени, или пак изгорените ги купуваат за многу пониска цена. А лани имаше пожар, баш во рамките на Јасен, но беше спречено негово ширење со големо залагање на вработените во Јасен, пожарникарските служби и припадниците на армијата, МВР и Дирекцијата за заштита и спасување. Утврдено било дека настанал од удар на гром и почнал надвор од границите на Јасен. Пожарот во 2025 година зафати само мал дел, околу 2% од вкупната површина на шумско-стопанската единица Ивање, додека останатиот дел беше надвор од оваа шумско-стопанска единица. Според сознанијата со кои располага Министерството, пожарот бил предизвикан од удар на гром. Дивата сеча е проблем, но колку влијае врз безбедносното, стратешкото значење на јавното предпријатие, чија цел е наведена во долгиот назив – за управување и заштита на повеќе наменското подрачје Јасен. Во него спаѓаат и 2 вештачки акумулации покрај Козјак и езерото Матка. Дефинирани и во категоријата на посебни природни предели, формирани заради заштита на определени животински и растителни видови, како и за заштита на геолошки и хидролошки природни реткости. Покрај шумата, во него има и безбедносни позиции, поради што прашањето е дали дива сеча може да влијае врз безбедносната улога на Јасен. Ве информираме дека Министерството за одбрана е во комуникација со надлежните во Јасен и дека евентуалните наведени активности во прашањето не влијаат на безбедносниот систем. Предпријатието не располага со информации од јавен карактер кои би содржале проценка за евентуалното влијание на сечата или бесправната сеча врз безбедносниот систем на Република Северна Македонија. Во рамките на законските надлежности на јавното предпријатие Јасен, сите активности поврзани со стопанисувањето со шумите се реализираат согласно Законот за шумите, важечките плански документи и другите позитивни прописи. Видеоснимките и фотографиите покажува дека нешто се случувало и има сомнежи за дива сеча, а надлежни за спроведување на законските обврски за заштита на шумите се инспекторите од Државниот инспекторат за шумарство и ловство. И до сегашните пријави и сомнежи за дива сеча биле регистрирани, но дрвокраци не биле пронајдени. Иако се дрзнале, дивата сеча да ја прават во рамки на стратешкото јавно предпријатие Јасен. Во продолжение една актуелна тема, кој управува со концесијата на Иловица. Код веќе известно време се занимаваше со сопственичката структура на овој рудник, кој неодамна доби од Висшиот управен суд пресуда, со која се врати споената концесија за рудникот Иловица. Оваа пресуда не беше оспорена од владата и таа е конечна. Тоа предизвика протести на екологистите кои стравуваат за животната средина и селата кои се во општина Босилово. Констатирано е дека ова е наследена правна состојба од претходните владени одлуки, донесени во јуни и јули 2023 година, и образложението на владата зошто не доставиле жалба до Висшиот управен суд, која поништи тогашната одлука на влада за престанок на важењето на одлуката за спојување на концесиите за рудникот за бакар и злато и Иловица.
Кој ќе управува со бакарот и златото во рудникот Иловица? Откако Вишиот управен суд пресуди во нивна корист, ова прашање е уште поактуелно, а податоците може да се видат на нивниот сајт. Според најновите официјални податоци на Euromax Resources, собственичката структура изгледа вака. Најголем акционер е Galena Resources, го има контролниот пакет. Оваа компанија е во собственост на Трafigura. Се смета тоа дека е швајцарска фирма, но има седиште и во Сингапур, а е една од најголемите компании за трговија со нафта и метали, како и со минерали. Galena Resources е всушност фонд. Втораа по акција е Commodities and Resources Ltd, компанија за која код пишуваше затоа што зад неа стои еден од најбогатите граѓани на Бугарија, Иван Цолов Вутов, бидејќи е син на бугарскиот милиардер Цолов Вутов. Но според најновите информации објавени на веб страницата на Euromax, во управувачкиот одбор повеќе го нема Цолов Вутов. На крајот на минатата година, Назив Дестаниот еколог се повлече од рудникот. Акциите ги продава на фирмата на синот на Цолов Вутов, Иван Вутов. Тоа е фирмата Commodities Resources Ltd. Galena Resources во јуни 2024 купи нови акции од компанијата Euromax Resources, па од 46,16% и сега оваа фирма има пакет од 50,20%, а со купувањето на акциите од Дестани, кој ги продаде за $3,2 милиони, ги има сегашните 53,10%. Цолов Вутов е добро познат во бугарските кругови. Некои го нарекуваат олигарх тајкун, други дека е еден од најбогатите граѓани на Бугарија, трети дека е успешен бизнисмен во делот на рударството, кој добил и државни награди за неговиот успех, како она од Министерството за економија во 2019. Медиумите се прашуваат на што се должи овој успех, иако официјално нема записи дека е член на партија, но дека сепак имал блиски релации во минатото со луѓе блиски до Бојко Борисов, како Румен Миланов, кој своевремено е советник во кабинетот кога Бојко бил на функција. Потоа се враќа да работи во фирмата на Вутов. Го сметаат за еден од најбогатите, бидејќи е сопственик и управител на групацијата Геотехмин. Тој е професор на Универзитетот во Софија и академик и член на президиумот на Европската академија на науки во Казахстан, а издава научни трудови во руски академски изданија од областа на геологијата. Се гледа на мрежите кои објавуваат публикации. Се редат фирми, но и големи проекти на кои работат неговите компании. Во 1999 станува играч во белгиска фирма во делот на рударството и преработувачката на руда. Неговите фирми учествуваат и на градењето на новата писта во Софија, но и автопати, ветерници централи. Се гледа и процентот на Европската банка за обнова и развој, кој има одобрено кредити за Euromax Resources. Се работи за конвертибилен заем од 2016 година од $5 милиони американски долари, наменет за развој и подготовка на проектот Иловица Штука. Бидејќи рудникот не работи, кредитот не се враќал во кеш, според договорот. Банката има право, наместо да чека враќање на парите во готовина, дел од долгот или каматата да ги претвори во обични акции на компанијата по однапред утврдена цена. Euromax Resources нема приходи поради оспорените концесии, а долгот бил околу $1,5 милиони канадски долари. Иловица има бакар и злато. Според плановите на Euromax, треба да произведува околу 83.000 унци злато и 16.000 тони бакар годишно. Она што е спорно е дали ќе се изгради брана. Екологистите го спорат отварањето на рудникот, бидејќи според нив, ако се изгради брана, тоа може да го загади целото струмичко поле со протекување на водите. Здрава Котлина реагира за спојувањето на концесиите. Тие во своите објави тврдат дека законот не се сменил. Сметаат дека не може да се изврши рестарт на концесијата. Според нив, владата во 2023 година измислила правен механизам кој не постои во законот. Ако оваа финта, велат тие, помине, секој концесионер во Македонија со истечени рокови може утре да бара спојување и да добие нов живот. Тоа е правен преседан кој го уништува целиот концесионен систем на државата, вели Здрава Котлина. Членот 54 постои. Концесијата мора да добие дозвола за експлоатација во рок од 4 години. Тој рок истекол 2016 година, пред 10 години.
Законот за минерални суровини, член 54, став 1. По склучување на договорот за концесија, концесионерот е должен да поднесе барање за издавање на дозвола за експлоатација во рок од 4 години за металични минерални суровини. Концесијата е склучена во 2012-та, рокот истекол 2016-та. Дозвола за експлоатација не постои во 2026-та. Тоа се 10 години надвор од законскиот максимален рок. Член 51 предвидува едностран раскин на концесијата кога концесионерот не поднел барање за дозвола во рокот од член 54. Член 56 предвидува одбивање на секое идно барање. Висшиот управен суд не го спомнал член 54 ниту еднаш во 8 страници пресуда. Судија кој анализира законитост на концесии за минерални суровини, а го прескокнува централниот член за рокови, или не го знае законот, или го знае премногу добро. Почетокот на важење на концесијата се смета денот на потпишувањето на анексот на договорот за концесија. Тој анекс никогаш не бил потпишан. Со поништувањето на таа одлука, ситуацијата се враќа на статус кво анте. Двете оригинални концесии со оригиналните датуми, со оригиналните истечени рокови. Евромакс не добил ништо во 2023 година и не треба да добие ништо во 2026 година. Концесиите до денеска се проблем за Евромакс. Во јуни 2023 година владата донесе одлука да ги спои концесиите за рудникот Иловица Штука. Според активистите за екологија, ова го отвара патот за ископување на злато и бакар во Струмичката котлина. Се спојува концесијата за експлоатација на минерална суровина злато и бакар, село Иловица во општина Босилово, со концесијата за експлоатација на минерална суровина злато и бакар во општина Босилово и Новосело. Но еден месец подосна владата ја поништи одлуката за спојување. Ова ги доведе инвеститорите до тоа повторно да бараат дозвола за ископ за првата концесија, која своевремено, иако беше раскината, управниот суд пресуди дека тоа било незаконска одлука на владата. Втората концесија, која постапката е започнала во 2019 година, е се уште во тек, но и незината судбина е неизвестна. Активистите бараат владата да ги раскине договорите за двете концесии. Ветувањата за инвестиции беа големи, а резултатите од нив минимални. Се ветуваше дека ќе бидат инвестирани 360 милиони евра во Иловица Штука, но тоа не се случи. Активистите истражија дека според консолидираните финансиски извештаи, што се јавно објавени од канадско регулаторно тело, од јануари 2011 до март 2021 година, Евромакс за проектот Иловица има вкупно инвестирано околу 38,2 милиона канадски долари или околу 31,6 милиони американски долари, иако фирмата велеше дека инвестирала 50 милиони долари. Нотираат дека компанијата веќе има акумулирана загуба од 30 милиони американски долари, уште пред да ја преземе концесијата во Иловица, а од година во година загубите растат. Тоа е причина за продажба на акциите. Со парите да може да се исплаќаат плати и давачки, со што Вутови станаа мнозински сопственици. Код упати прашања до Евромакс Ресурсес, како планираат да работат со рудникот, а да не загадуваат, и што ќе содржи нивната студија за оценка на влијанието врз животната средина. Одговорија дека во изминатите 15 години направиле неколку студии согласно меѓународните стандарди за рударство и животна средина, како и согласно принципите на Европската банка за обнова и развој. Со оглед на фактот дека студијата за оцена на влијание врз животната средина е изготвена и поднесена на одобрување пред неколку години, истата ќе биде усогласена на новите околности и последователните промени на законската регулатива која ја регулира оваа проблематика. Во проектот за изградба на рудникот Иловица Штука е предвидена имплементација на најсовремените технологии и највисоките еколошки стандарди по примерот на рудниците кои оперираат во Шведска, Финска, Канада, Шпанија, Грција и ред други држави во регионот и ширум светот. Не е предвидено да се користи цијанид при експлоатацијата. Рудата ќе се обработува преку процес на флотација и ќе се примени сува постапка при одлагање на нус производите од процесот. Според Евромакс, така ќе се спречило загадувањето на реките и подземните води. Основната цел на Евромакс Resources и незините акционери е реализирање на проектот Иловица Штука. Подпишувањето на договорот за концесија не значи добивање на дозвола за експлоатација.
се обврзуваме дека сите потребни процедури за заштита на животната средина и социјалните аспекти ќе бидат исполнети и истовремено внимателно ќе ги слушаме и ќе одговараме на загриженостите на локалната заедница. Концесионерот е должен да достави решение за одобрување на студијата за оцена на влијанието врз животната средина од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за заштита на животната средина. Пред да се издаде решението согласно законот, студијата за оцена на влијанието врз животната средина мора да помине на јавни дебати и расправи на државно и локално ниво. Собствениците на рудникот ветуваат високо платени работни места, зголемени приходи за локалните компании и добавувачи, високи приходи во буџетите на општината и државата. Ја прашавме владата, зошто не реагираат на одлуката на Вишиот управен суд. Имајќи ја предвид правната природа на пресудата на Вишиот управен суд како конечна, задолжителна и извршна, како и одредбите од Законот за управни спорови, според кои не е предвиден редовен правен лек против вакви одлуки, владата на Република Македонија немаше правна можност да изјави жалба. Владата во јули 2023 донесе одлука за престанок на важење на одлуката за спојување на концесиите. По донесувањето на оваа одлука, незадоволната странка вложи тужба до управен суд, а потоа и жалба до Виш управен суд. Во текот на судската постапка, владата беше должна да се воздржи од донесување нови одлуки по истото прашање, со цел почитување на принципот на поделба на власта и немешање во судската постапка, како и избегнување на можни правни последици по државата. Србија, Кореја, Турција. Голем е пазарот за набавка на ботокси и филери на црно. Пред неколку месеци полицијата поднесе кривични пријави за неколку лекари од 8 септември, кои на нелегален начин вбризгувале нерегистрирани во Македонија ботокси и филери. Во акцијата беа приведени 14 лица и имаше пријави против 6 фирми. А освен лекарите, имаше и собственици на дерматолошки ординации и организатори на транспорт и продажба на илегално внесени стоки со статус на медицински лек и медицинско помагало, без одобрение од надлежен орган, без упатство и налепници, соопшти тогаш полицијата. Дел од ботоксите биле и фалсификати, кои може да предизвикаат инфекции на кожата и други ризици по здравието на луѓето. Во овој код, исповед на девојка, која била жртва на ваков тип интервенција, но која сакаше да остане анонимна за јавноста. Со неја разговараше Марија Митевска. После 2 години од аплицирањето ботокс се соочуваш со сериозни последици по здравјето. Како се реши да ставаш ботокс и зошто го избра конкретно тој салон каде што отиде во тој момент и кога ти се промени практично целиот живот? Така, тој салон го избрав затоа што имаше добра медиумска застапеност, беше еден и уште еден од попознатите салони во Македонија. Има доста добар публицитет затоа што многу познати лица одат таму и се занимава исто така со некои хуманитарни сврхи. Јас немам сега видено во последно време да објавуваат, меѓутоа имаат порано објавувано и сето тоа заедно мислев дека идам на кај проверен човек и во проверено место. Потенцирам дека не ми е прв пат да ставам ботокс, ова беше втор пат да ставам ботокс, првиот пат беше изведено врвно од друг доктор хирург кај нас, без никакви последици. Малце контекст, јас бев спортист до тој момент, до ставање на аплицирање на козметички ботокс, спортист во смисла тренирање 5 пати неделно во теретана, качување на планини, сите врвови ги имам искачено, трчање на кеј и така натака. Значи, скрос активност. Од моментот на аплицирање на ботокс, мојот живот неповратно се промени. А зошто избрав да се надоврзам да ставам ботокс? Затоа што зошто избира една жена да оди на фризер, да среди ногти и така натака. Понекогаш сме соочени со предизвикот, ако се негуваш премногу, крива си. Ако не се негуваш, крива си. Јас одлучав да се негувам, меѓутоа на погрешно место и во погрешни раце. Со какви последици по здравјето се соочи по аплицирањето на ботоксот? Така, последиците после апликација следува додека бев во самата студија. Апликацијата се случи додека бев во легната положба, покасно дознав од
од интернет нормално читање дека е подобро да се аплицира во седечка, не навлегувам во тоа. Само што станав после апликацијата, првите симптоми се случија на пултот за плаќање. Целосно се погубив, рацете ми се препотија, а пулсот стана многу тенок, многу слаб и многу забрзан, препотување, тресање, тремори. Во ретроспектива, ова се анафилактоидни реакции. Не анафилактички шок, меѓутоа само ти ме кажу. Има експерти што знаат многу повеќе од мене, јас сум лаик што само се уби од читање по интернет овие 2 години. Сега, кога настапија симптомите, веднаш се погубив, настапи толку страшно пресинкопа, вртоглавица, мислев дека американците имаат збор за тоа, нема да го употребам, чувства дека ќе умреш во секој момент. Побарав чоколадце, изадов 2 чоколадца, дојде докторката што го работеше третманот и уште едно лице за кое верувам дека беше самата газдарица на салонот, меѓутоа не сум сигурна затоа што е многу заматено. Целата таа состојба траеше 50 минути. Во текот на тие 50 минути брза помош не беше повикана. Едва се смирив и се јавив на родител да ме собере со кола, затоа што не бев способна ни да стојам, камоли да одам. Ова е веднаш реакција после ботоксот. Реакција за која бев повеќе пати убедена таму дека е нормална. Нормално ли е ова? Да, не се секира и нормално. Сигурни ли сте дека ова вака баш вака е нормално? Да, не се секира и нормално. Во ретроспектива, таква реакција не може да биде нормална дури ни после јадење обична банана, камоли маневрирање со ботулинум токсин. Што се случи потоа? Потоа си отидов дома и после 48 часа почна огромна голгота со симптоми за кои што никогаш до тогаш ги немав. Немав никакви медицински состојби пред тоа, како што напоменав, водев доста активен живот. Наизразена е таа пресинкопа, или со народски кажано, чувство пред да паднеш, меѓутоа никако да се онесвестиш. Не е вртоглавица, туку е силен притисок во главата, што те спречува да се движиш затоа што немаш доволно рамнотежа. Сега знам дека е пореметување на автономните функции на нервниот систем. Автономни функции значи се што се случува во телото неволево. Варење, пулс, мокрење, рамнотежа, дишење, спиење и така натака. Сите тие невролошки симптоми беа многу изразени, во исто време беа изразени и кардиолошки симптоми. Од јуни 2024 до декември 2024 ги бележев сите симптоми, невролошки, кардиолошки се. Почнав да спиам многу повеќе од порано, комплетно престанав да вежбам и да тренирам, немав сила, бев изнемоштена и по 12 часа сон. И конечно почнав да собирам информации и дојдов самата до диагноза. Меѓутоа, на сите врати на кои што чукнав кај нас, никој не знаеше за тоа. Тешко се изговара, тешко се пишува и дојдов до ситуација кај што ја треба да објаснувам и да ги терам докторите да читаат медицински трудови или медицинска литература или како и да се запознаат подобро со тоа, и тоа беше многу мачно. Сам свој доктор, сам свој пациент, тоа беше многу мачно. Меѓутоа, за среќа, се диагностицирав правилно во Белград. За жал, да беше повикана брза помош веднаш после апликацијата и да беа испитани потребните параметри во моето тело, можеби ќе се најдеше силна корелација помеѓу тоа и ова. Вака, после 7 месеци, никој не може 100% да тврди, не постои, ни медицината никош не е 100% иначе, никош не иде со 3 цифри, никогаш никој не може да тврди дека е тоа. Се што можеме е само да се надеваме дека јас ќе бидам подобро. Диагнозата е добив во јануари 2025 и е тешка дисаутономија, како што кажа, пореметување на функциите на автономниот нервен систем. Например, да ви доловам само, кога некој ќе добие диагноза канцер, обично се вика дека тоа е не секогаш, меѓутоа се вика дека тоа е затворска казна со смрт. Сакам да доловам дека ова е, така го викаат, доживотен затвор, да живееш со дисаутономија. Е доживотен затвор. Затоа што не знаеш секој ден како ќе се разбудиш, не знаеш твоето тело како ќе реагира. Утрово бев на работа пред да дојдам
и од добро седење, од само седење, јас 4 пати доживев тахикардија. Значи, затоа носам паметен часовник, кој што ми кажува, во моментите кога сум апсолутно мирна и не правам ништо, телото во апсолутно мирување, моето срце 110, 120, 115, апсолутно нула активност. Дали проблем беше самиот ботокс или начинот на неговото аплицирање? Многу добро прашање. Може да биде сите три. Може да биде начинот, може да биде препаратот и јас верувам дека беше до човекот што го аплицираше ботоксот. Затоа што за таа работа можам да тврдам дека бев во нестручни раце, се обратив до нашите органи и добив потврда дека бев во нестручни раце, меѓутоа, од каде е препаратот, каков е препаратот и дали е аплициран таму каде што требало да биде, оставам стручници да кажат. 3 пати бев аплицирана, 2 пати во глабилата и еднаш многу блиску до линијата со косата, каде што апсолутно до сега нема видено некој да аплицира, може би се аплицира, може би не, беше превисоко и беше само 3 пати. Моја предпоставка е дека беа аплицирани огромни дози на ботулинум токсин, бидејќи според некои естетски параметри на докторката, јас имав поизразени мимики на челото. Го пријави ли твојот случај некаде? Да, пријавив многу касно, затоа што прво треба храброст, а второ треба да бидеш сигурен да ги поврзаш работите. Јас не можам да бидам сигурна 100% како што кажав, меѓутоа за оваа работа бев. Се обратив до комора за лекари и побарав да ми кажат дали лицето со тоа име и презиме има лиценца за работа како доктор. Добив назад решение во разумен рок, благодарам на институцијата, дека лицето со тоа име и презиме нема решение, нема активна лиценца за работа, извинете, како доктор. Од друга страна, од моментот на аплицирање до моментот на добивање на решението има речиси година и пол. За таа година и пол лицето продолжува да работи и да се представува на социјални медиуми како доктор со креденцијали ДР. Меѓутоа не е доктор. Дали може би пријави во МВР или пак во обвинителството? Не, пријави во државен здравствен, како беше? Инспекторат санитарен. Тоа. Тука пријавив и тоа годинава. Познавајќи ја климата кај нас, не само што треба да имаш храброст, треба да имаш и многу нерви, треба да имаш и многу... Треба да сакаш да може, да сакаш да се трошиш понатаму. Дали сакав да се трошам понатаму? Да. Зошто? Затоа што ова можеби ќе помогне понатаму на други девојки и жени. Кога ќе одлучат да прават било каков третман, добро да проверат кај кого одат. Публицитетот на Инстаграм не е индикација дека е некој стручен, не е индикација дека е некој школован и не е индикација дека нив не може ништо да им се деси. Јас живеев со помислата дека сум здрава и дека мене ништо не може да ми се деси. Затоа да, пријавив, меѓутоа тие не постапија. На начинот кој што јас очекував да постапат, беше извршена некаква контрола во салонот и ми беше јавено многу кратко, на многу лош македонски, за жал инспекторот што беше таму не е македонец, на лош македонски не можевме да се разбереме, дека што добив повратно последно е дека особата смее да аплицира ботулинум токсин, дури ако нема лиценца за доктор, затоа што има некои доедукации за ботокс. Јас не останав на тоа, пробав телефонски да се јавам после неколку дена и да прашам конкретно дали таа особа, мене само ме интересираше дали она стручна или не. Меѓутоа не успеевме да се разбереме, имав многу лош третман, не можев да дојдам до збор и за жал за некои 4-5 минути лицето од другата страна на институцијата ми спушти слушалка и тука завршува мојата приказна за правда. Во државава имаме ситуација сега кога се отвори истрага за увоз на нелегален ботокс. Ти веќе спомена дека сакаш со твојата приказна да ги предупредиш жените кои што планираат да стават ботокс. Но и самата кажа дека онаа што ти го аплицирала се уште работи. Тогаш како може да се заштитат? Со информираност. Јас не бев доволно до крај информирана дека тоа може да се случи.
Меѓутоа, дури ако се информираат, како што кажав и пак ја потенцирам, 100% поврзаност многу ретко постои во медицината. Затоа што ботоксот во Америка има black box, значи лейбл. Што тоа значи? Тоа значи дека е, да не погрешам, меѓутоа многу смртоносен. Значи, сите апликатори, доктори, медицински сестри, што се стручни, стварно стручни за таа работа, треба да седнат и прво да ги објаснат сите импликации што може да се случат, дури ако човек е 100% здрав. Дури ако нема никаков проблем со тироидната жлезда, нема проблем со шеќерот, нема проблем со обезност, нема проблем со ништо. Само така, со ширење на информации, со ширење и подигање на свеста за тоа што е ботулинум токсин, козметички, и како е, какви деривати, и што може да предизвика и какви дози може да предизвикаат токава штета, со тоа мислам дека може да се контролира на некој начин ризикот. Тоа е контролиран ризик. Тоа не може да го избегнеш. Токсин. Сега, од каде беше мојот препарат, тука не можам да навлезам, тоа може би треба да се испита подлабоко. Во тоа време, какви препарати имаат увезувано они како козметички салон, кој ги работел, како ги работел, тука не навлезам. Дали со последиците по здравјето ќе се соочуваш целиот свој живот? Што ти кажаа докторите? Тоа е многу добро прашање. Нема да се соочувам цел живот, затоа што јас така одлучив. Ова е нешто за кое медицината се уште трага. Не е комплетно јасно. Луѓето од целиот свет со диагноза дисаутономија уште трагаат по одговори, затоа што е цела констелација на симптоми што се поклопуваат со други симптоми. Затоа диагнозата е многу тешко да се добие, посебно во Македонија, треба многу истражување и треба многу упорност. Јас знам дека ќе се излечам, односно со други зборови ќе ја ставам во ремисија. Меѓутоа да се вратам на истото како што бев пред ботоксот, за жал не е возможно. Приближно да, исто не. Ти благодарам што речи да ја споделиш твојата приказна со Код. Ова е последното издание на Код за оваа сезона. Се гледаме во септември со нови истражувачки истории. А вие имајте убаво и мирно лето.